Добар ден, почитувани гледачи. Денеска, оваа недела, точно во 2, гостин во ОКО е Зоран Караджовски, председател на Судскиот совет. Господине Караджовски, добре дојдовте во ТВ Нова. Добре ве најдов. Благодарам на поканата и им посакувам пријатно попладне на сите гледачи на вашата телевизија. Во својата прва изјава по изборот на новата влада, премиерот Заев го повика на оставка државниот јавен обвинител Марко Зврлевски. Очекувате ли ваквите повици за повлекување да стасаат и до вас со оглед на намерите на новата власт да спроведе генерален реизбор на судиите во Македонија? Со оглед на уставната и законската регулатива, директна надлежност, предлагање и избор и разрешување на јавен обвинител на Република Македонија, значи во конкретниот случај господинот Марко Зврлевски, е во ингеренција на владата, а го избира и го разрешува собранието на Република Македонија. Така што јас како од тој законски уставен аспект го сваќам апелирањето на премиерот Заев, кому нему и на неговата влада им ја честитам функцијата и се надевам дека ќе работат во интерес на сите граѓани на Република Македонија. Значи, од тој аспект така го подразбирам и уставно и законски разговарајќи, не очекувам да се случи таков потек и да има таков повик, затоа што сосем друга е поставеноста и уставна и законска и на терен работата на Судскиот совет и на судството во Република Македонија. Токму затоа го поставам прашањето, бидејќи генералниот реизбор на судиите, ако треба да се спроведе, а тоа да биде согласно Уставот и законите, патот води преку Судскиот совет, бидејќи Судскиот совет е единственото тело, институција надлежна за избор и разрешување на суд. Да, согласно амандманот 28 од Уставот на Република Македонија, точно и таксативно се наброени правата, обврските, ингеренциите, изборот и разрешувањето на членовите на Судскиот совет. Значи, мандатот е 6 години, со можност за уште 6 години. И начинот на избор и така натаму не би одолговлекувал. Значи, дел, мнозинството на членови на Судскиот совет се од редот на судиите, на непосредни тајни избори, избрани од редот на судиите, а помалиот дел се избрани од страна на собранието, тројца, а двајца од собранието по предлог на претседателот на државата. Како морален чин, доколку некој чувствува било кој функционер во државата, секогаш во секое време правото на оставка го има. Меѓутоа, повикување од една власт кон друга власт, тоа за мене не би било сериозно, затоа што основна уставна премиса е независност на судската власт и во парламентарната демократија, каква што сме ние, прифатена и со нашиот граѓански устав, кој што го имаме, во нашето општество, поделбата е на законодавна, извршна и судска власт. Како во ваква поставеност на легислативата на актуелните закони на Уставот би можело да се спроведе генералниот реизбор на судиите? Значи, генерален... Кога она што е предвидено со законите што ги цитиравте и членовите од Уставот? Во вакви услови, тргнувајќи од уставните начела, преточени и во законот за судовите, не постои можност за генерален реизбор на судии. Согласно европските практики и препораки, од 1996 година, со законот за судовите е предвиден од Уставот преточено траен мандат на судиите. Од таму не е можен генерален реизбор со овој устав и со овие закони кои што се во Република Македонија. Тоа е направено од едноставна причина и меѓународната и европската пракса е направена таква за да се овозможи практицирање на независноста на судската власт и да нема реална закана, уставна и законска, за волунтаризам на политичарите спрема судиите. Инаку би дошле до една абсурдна ситуација, секој политичар со неговата партија кога би ги добил изборите, би ги менувал на 4 години сите судии. Тогаш сигурно не можеме да разговараме за независна судска власт. Да, но како тогаш го објаснувате тоа што Зоран Заев и како опозиционер пред изборите и потоа и додека беше мандатар, а еве сега и како премиер, упорно обстојува, односно го повторува ставот дека генерален реизбор на судиите ќе има, значи, и се повикува на европски пракси. Повеќе пати тоа е повторувано и јас
во рамките на транспарентноста на Судскиот совет во сите изјави за медиумите, го кажувам скоро истото, генерално дека таква работа согласно уставот и законите во Република Македонија не е можна, дека таквиот начин на однесување и изјави судиите на терен, разговарајќи формално или неформално секој ден, го чувствуваат како закана кон нивниот судиски интегритет и независност. Значи, повторувам и потенцирам, не е можен генерален реизбор на судиите во Република Македонија и во меѓународната пракса и во европската пракса на земјите од Европска унија и пошироко и сите земји членки на Совет на Европа, таква пракса не постои и законска регулатива не постои. Претешки се, според мене, сите обвинувања, ќе се концентрирам на делот на судството, кои што говорат дека треба комплетна демонтажа да се направи и така да се изразам на партизански начин, да се направи нов почеток како да ништо не постоело. Значи, апсолутно состојбите во судството не се онакви како што се прикажуваат. Има капацитети, особено човечки, судиски и судско-административни работници, квалификувани и квалитетни во судството. Никогаш не е идеално, секогаш може подобро да биде и се надеваме дека соработката уште на повисоко ниво ќе биде со оваа влада, како со досегашната и со Министерството за правда, во делот на поддршка, принципиелна во однос на материјално-технички средства, во обезбедување средства од буџетот, што директно влијае и на однесувањето на задоволството на судиите и на судските службеници, бидејќи ние во извештаите кои што сме задолжени и преку влада и директно ги испраќаме до Европската комисија и до меѓународните релевантни организации за нашите резултати од работењето. Добро, рековте, состојбата не е онаква како што се прикажува. Ако ги тргнеме настрана на оценките на меѓународните институции, на Европската комисија во есенскиот извештај, во оценката за напредокот на Македонија, во извештајот на Прибрана, за кој ќе се навратиме подоцна во емисијата, каква би била вашата субјективна оценка на состојбите во судството, како прв човек на Судскиот совет, односно како ако би требало да дадете една школска оценка на состојбата во судството, би ја оценили со оценка од 1 до 5? Значи, не можам точно да се изразам и не знам како би го сватиле гледачите доколку дадам конкретна оценка. Во секој случај многу добра е состојбата. Повторувам, воопшто не е таква како што се наметнува од некои противници на независноста на судската власт, дека судиите не се квалитетни, не се кадарни да извршуваат работата. Значи, високо квалификувани кадри имаме. Има, значи, во сите судови работат високи професионалци со високи морални квалитети. Дека не е идеално, како во секоја држава и во секоја структура, дека постојат аномалии и можности за евентуални неправилности во работењето. Значи, за кривично правна одговорност секогаш одговорно, односно гони јавното обвинителство, а за одговорност дисциплинска Судскиот совет на Република Македонија преку телото Совет за факти, кое што има надлежност да поднесува барања за поведување дисциплински постапки, ја следиме работата, имаме во теки постапки, а една од основните надлежности на Судскиот совет на Република Македонија е да ја контролира и да ја следи работата на судиите и на судовите. Избегнувате да кажете, велите кадровска екипираност има стручни судии, има стручност, има капацитети кадровски, велите одредени аномалии има, ги избегнувате вистинските зборови. Она што на што се базирани неголемите критики на судството како сфера, се дека има притисоци и дека судството е изложено на политички притисоци и дека некој ви се меша во работата. Еве, директно ве прашувам, кој ви се меша во работата вам, господин Карачев? Значи, јас одговорно тврдам, од тоа што го знам лично и од мене од комуникацијата со судиите, никој не се меша во нашата работа, било политичар, било друг. Индивидуално, доколку има инцидентни случаи, на индивидуално влијание, пријателско, политичко, комшиско, тоа секогаш е во моралната матрица на секој судија мора да биде таква, за да биде тој истраен и да на сите можни притисоци одолее
И така, единствено и најпрво самиот судија својот интегритет и морален лик ќе го зачува. А на крајот од краиштата, работењето по Уставот и по законите на Република Македонија и меѓународно прифатените акти стојат во се што судиите го работат во Република Македонија. Доколку не се постапува така, нема бегање од одговорност, доколку има аномалии во работата. Значи, непринципиелни се генерализирањата за некакви политички конструирани процеси, судења, предмети и така натаму. Никогаш не сум слушнал лично со име и презиме да биде посочено што и како кој судија сгрешил. Не треба тоа да се посочи преку медиумите. Доколку има аномалии во работењето, секој, особено од тие што работат во нашата област, знаат каде и како треба да се обрадат, знаат дека постои јавно обвинителство, знаат дека постои Совет за утврдување на факти, знаат дека постои Судски совет на Република Македонија. Значи, многу органи преку медиумите кажуваат за аномалии, меѓутоа не се обраќаат ниту еднаш до Судскиот совет и колку што имам информации досега и кон други органи што се надлежни за гонење на такви аномалии. А доколку во текот на работењето судијата погрешно применил закони кои што би предизвикале негова одговорност, не мора да е кривична, туку дисциплинска. Поентата ми беше, предметите судиите не ги чуваат дома. Сите предмети кои што и јас и сите суди во Република Македонија ги работат, си стојат во судските архиви и доколку има такви предмети, доколку има такви аномалии, секој може да посочи, еве, и новата влада, и обвинителството, и сите служби, дека можат да се истражат на соодветен законски начин и да се види. Меѓутоа, паушалното, памфлетско исфрлање дека ништо не функционира во судството и дека сите се корумпирани, прави штета на целото општество, не само на судството. Затоа што реагираат судиите зошто сите се ставени во еден кош. Секаде во светот има корупција. Тоа не е спорно и во најразвиените држави. Може би некаде процентите се различни, секаде е таа темна бројка, меѓутоа на откривањето ние можеме да работиме индиректно со следење на работата на судиите и на судовите, а потоа процесуирањето и гонењето оди на друг начин. Досега никој не се обратил до Судскиот совет да каже конкретно кој, зашто и која одлука е донел погрешна. Затоа, уште само да завршам, значи има двостепеност и во многу случаи тростепена постапка, каде што предметите се преиспитуваат и до Врховен суд на Република Македонија и секогаш постои, ако има повреда на човековите права, да се искористи и правото на тужба до судот за човекови права во Страсбур. Би сакале ли во овој контекст тука на ова да се надоврзате и да ги искоментирате, иако одбивте да дадете конкретна оценка од 1 до 5 и малку подолго ги елабориравте за да се дообјасните и за гледачите поубаво да ве разберат, но само кусо да ги прокоментирате оние називи кои станаа синоним за нешто лошо и труло во македонското судство, а тоа е Сваровски судството и судиите од партиските тефтери. Значи, мене многу ми е жал што од тие незаконски прибавените материјали ги слушавме тие дел што беа објавени, што е со едно пограден речник се ословуваат судиите, каде што има еден непотврден разговор дека една поранешна председателка на еден суд земала некакви сваровски подароци за да некој стане судија. Значи, тоа се непотврдени и тие немаат влијание од работата од сегашен аспект на Судскиот совет и на судовите во Република Македонија. Значи, во соодветна постапка, доколку нешто би се докажало за незаконити влијанија во работењето на судиите, тоа е една работа. Меѓутоа, за вакви незаконити влијанија ниту се доставени некакви докази, ниту е побарана нечија одговорност. Конечно, до 2013 година системот на избирање на судии беше сосема различен.
Тоа беше она од прислушуваните разговори што го кажуваат од тефтерче дека нешто било и слично. Меѓутоа, од тогаш наваму имаме мерит систем, значи квантитативни и квалитативни директни показатели кои што влијаат и директно преку систем за оценување на судиите. Секој судија може да си пресмета со 99-100% на сигурност колкава ќе биде неговата оценка за неговото работење во текот на годината. Во овој дел и делот од програмата на владата од денес што стапи на функција токму во таа насока дека ќе се направат такви измени законски кои што веќе се инкорпорирани во нашиот закон за судовите, за начинот на оценување, начинот на унапредување, начинот на избирање и начинот на разрешување на судиите. Значи, огромниот дел и тој дел, ако го прочитате од програмата на владата на Република Македонија, веќе е инкорпориран, не дека е совршен, во многу делови има можност партнерски да седниме да разговараме каде треба да се подобри тој систем, за да нема исклучивост и за да нема никакви можности за волунтаризам. Нема ниту сега, меѓутоа сега отидовме ние во друга крајност преку пресметување на бодови, каде што малку законски се губи смислата во гледањето на ликот на судијата, неговото однесување во судница и спрема граѓаните, односно спрема надворешниот свет. Господин Караджовски, ќе се навратиме на оценката за судството во извештајот на Рајнхард Прибе и ќе замолам за коментар на тоа, но претходно ќе направиме куса пауза за реклами. Почитувани гледачи, останете на. Се враќаме во студиото. Гостин денеска е господинот Зоран Караджовски, председател на Судскиот совет. Господин Караджовски, пролета 2015-та имавте низа средби со представници од Европската комисија од Брисел, група на правни експерти предводени од Рајнхард Прибе. Подоцна тоа се преточи и во извештај, во кој оценка на состојбите и препораки беа содржани и за судството конкретно. Што разговаравте тогаш? Како ја коментирате нивната оценка и дали почнавте да ги спроведувате препораките? Значи, експертската група на господинот Прибе беше во Република Македонија точно во 2015 година, ми се чини месец април и мај, 3 пати по 2 дена, и во целиот извештај нивни се посочува дека се вршени посети, комуникација со институции и провејува од нивниот текст дека се извршени и конспиративни разговори, не ги кажуваат изворите и слично. Значи, врз основа на тоа е направен извештајот, не навлегувам во тоа. Не би навлегол и во прашањето колку некоја странска група, без разлика на големината, колку може за 5-6 дена присуство тука да добие целосна слика за состојбите, би се задржал на судството, бидејќи и други сектори допираат тие. Значи, јас тоаш не бев председател на Судскиот совет, меѓутоа бев во групата во делегацијата на Судскиот совет, што околу, можеби 45 минути разговаравме со нив. Ние укажавме на состојбите во судството какви се, каква е законската регулатива и какви се односите со другите власти и слично. Реакцијата, значи некои новинари ме нарекаа противник на извештајот на Прибе. Кај нас имаме една лоша навика во јавноста, кога ќе се спомни еве конкретно во извештај, прашање колку го прочитале тој текст, тој извештај, што се е таму напишано. Ние само како една Библија велиме треба да се постапи по нешто, меѓутоа да направиме една анкета, многу малку луѓе сигурно ќе знаат што таму е напишано. Значи, таму стојат повеќе неточни работи и јас не можам за тоа да прифатам дека јас сум противник на извештајот на Прибе, затоа што таму вели дека дека судиите се избираат да не должам, како по системот што се избираат до 2012-13 година,
по систем и то точно наброено е во речениците кои што се наведени во извештајот, дека се избираат суди по предлог на еден член на судскиот совет, па поддршка се бара, па може да се предложат други суди. Тоа воопшто не е точно. Од 2013 година е комплетно друг систем со бодови оценување, како што кажав, и од тогаш наваму сите суди и председатели на судови се избираат на тој начин, а не на наведениот начин на кој што стои. Околу професионализацијата на судскиот совет има една реченица таму во извештајот на судскиот совет, меѓутоа ако докри се прочита таа реченица, е наведена за членовите на судскиот совет кои што доаѓаат по предлог на собранието, односно на председателот на државата, а избрани од собранието на Република Македонија. Таму имаше во претходните измени на законот за судскиот совет пократко време на стручна и професионална наобразба на членовите на судскиот совет. Во тој дел беше забелешката. Меѓутоа изменето е тој дел во 2015 година со измените на законот за судскиот совет е изменета, така што сега тројцата членови на судскиот совет избрани од парламентот на Република Македонија и двајтата членови на судскиот совет предложени од председателот на државата, избрани од парламентот, мора да бидат истакнати правници со најмалку 15 години работно искуство по положен правосуден испит. Порано беше многу различно. Инаку покрај тоа што го велите за дека има одредени неточни работи во извештајот на Приве, во делот препораките се вели, ке ми дозволите да цитирам, со цел да се обезбеди независност и особено отсуство на политичко влијание врз донесувањето одлуки во обвинителството и судството, назначувањето и унапредувањето на суди и обвинители ќе биде деполитизирано, назначувањата и унапредувањата треба да бидат направени од страна на Судскиот совет и Советот на јавни обвинители според транспарентни, објективни и строго засновани на заслуги критериуми и со користење на транспарентни процедури што треба да бидат воспоставени со закон и не само со интерни правила согласно препораките од извештаите на Венецијанската комисија. Сакам ова го цитирам. Токму така ги избираме, токму како што стои така се избираат судиите во Република Македонија. Дали тогаш генералниот реизбор на судии би бил контра извештајот на Приве? Па не знам дали може таква паралела да се постави. Значи, нова што го прочитавте од извештајот, токму така се избираат од кој аспект? Значи, мерливи, транспарентни. Изборот, еве, ќе го земам примерот на избор на судии во септември 2016 година, што го имавме, на судиите. Значи, во присуство на јавноста беа избрани сите судии, на веб страната на Судскиот совет стојат со образложение сите судии кои што беа избрани од основните до Врховен суд на Република Македонија. Значи, транспарентен начин на постапување, со анализа на бројот на бодови, оценка, стаж на судијата и така натаму зошто и како е избран тој судија, токму како што е наведено во извештајот на Приве. Како може да биде обвинет Судскиот совет за политизација, кога тој што имал 260 бода, за разлика од тој што имал 180 или 220 бода освоени, бил избран тој што има 260 бода. Значи и вчера од новинари бев исто слично прашан и истото го посочив. И покрај тоа што е повторено, ние имаме едно здружение на граѓани кое што ја следи на нашата работа и кое што е наречено Институт за човекови права. Значи господјата Цаца Николовска, каде што е председател. Значи во нивни мониторинг извештаи за работата на Судскиот совет гледаат политизација на изборот на судии извршен во септември 2016 година. Нема аргументација, нема посочено пример, нема кажано каде ја гледаат аномалијата. Значи точно се направени ранглисти согласно законот за Судскиот совет, се прават ранглисти на судии и се врши начин на избор во присуство на јавноста. Значи пред камери е извршен изборот на судиите. И сите председатели на судови така се избираат. За разлика од нас, морам да го кажам примерот во Република Хрватска, земја понапред од нас, и во поглед на судство, членка на Европската унија, каде што нивните седници на Судскиот совет, државно судбено вече, кое што се вика, кое што ги избира судиите, со закон е забрането да има присуство на јавност, немаат законска обврска да ја информираат јавноста. Ние сме обвинети за дека
дека не сме транспарентни во работењето, дека не даваме, значи точно е дека до пред 4-5 години, можеби 3 години, еве да не претерам, откако сум јас тука, е започната праксата по забелешки на меѓународните фактори дека кога се вршел избор се објавуваја на веб страната на судскиот совет, меѓутоа немаше дадено образложение за конкретниот судија или председател на суд што е избран. Значи веќе во последниве неколку години тоа е конкретно, значи веб страната е јавна, достапна на секој и може да ја отвори и да види кој на каков начин е избран и зошто е избран за судија на соодветен суд или председател на суд. Господин Караджовски, ако новата власт, новото парламентарно мнозинство обстои на концептот за генерален реизбор, очекувате реакции од меѓународната заедница, прилично молчаливи се и нашиве правни експерти и домашната експертска јавност. Зошто ако сите знаат дека тоа е неуставно и незаконски, сите молчат? Значи, не сакам да кажам, а еве ќе кажам, дека сметам дека на тој начин се врши притисок, се создава психоза и се прави закана врз судиите во Република Македонија. Воопшто не е потребно такво однесување. Секому е јасно дека генерален реизбор на судии не е можен. Ќе повторам, согласно постојниот устав и согласно постојната законска регулатива во Република Македонија. Доколку се променат уставот и законите, тогаш ќе разговараме по новата законска регулатива што и како е можно. Значи, тие тоа што го кажуваат го знаат и не знам, освен од овие причини, како закана врз судиите, сосем непотребна, бидејќи ми реагираат секојдневно судиите, значи, дали со право или не, тие се уплашени, како, значи, сите сме ние судии, треба во принцип да сме професионалци, да го познаваме правото, да ги познаваме законите и уставот на Република Македонија. И сите се прашуваат како ќе бидеме ние сите аут, па после тој што заслужува ќе биде избран за судија повторно. Врз која законска регулатива и најбитното, кој е тој авторитет, кој е тоа тело, слушам заговарање со присуство на меѓународни стручни експерти и така натаму, кои што ќе кажат кој судија заслужува да остане судија, а кој не заслужува да остане судија. Значи, таков авторитет не може да има. Ќе го повторам случајот, тоа би бил еден многу страшен преседан, кој што натаму, на секој понатаму, на секоја политичка партија што ќе ги добие изборите во Република Македонија, ќе му даде за право да прави генерален реизбор, со остра реторика дека ништо не функционира, дека се е под партиска капа и така натаму, и тогаш јас се сомневам дека ќе може некој од судиите да сака да остане судија или да работи како судија. Прашањето беше конкретно зошто не молчат нашите правни експерти. Судиите се плашат, се исплашани и го доживуваат тоа како хајка и како закана, но правните експерти, оние, условно кажано, независни, молчат. Молчи и меѓународната заедница. Имате објаснување? Значи, судиите немаат потреба, затоа ние како тело немаат потреба индивидуално можат да се произнесат за тоа, меѓутоа затоа е формирано и таа идејата и во многу држави постои како формат судскиот совет, како што е кај нас. Добро е што мнозинство сме од редот на судиите да ги заштитува правата на судиите и да го чува угледот на судиите. Меѓутоа и да се грижи за спроведување на кодексот на судиска етика и да им посочува на судиите доколку несоодветно се однесуваат во јавниот живот, затоа што судиите 24 сати се судии, не само кога се на работа, и во приватниот живот треба да се однесуваат високо морално. Значи, од тој аспект можам да одговорам. А правните експерти и меѓународната заедница, зошто и како не реагира, ќе мора некој од нив да доведите па да ги прашате зошто не реагираат. Ние мораме, значи обврска законска и уставна, конечно ние да реагираме, затоа што тоа освен како закана не може никако да се подразбере инаку. Одиме со едно друго ветување исто така на новата власт. Во предизборијата и подоцна беше најавено специјално судско оделение кое ќе се занимава со случаите што ги отвори и процесуираше специјалното јавно обвинителство. Што мислите за такво решение? Формирање на специјално судско оделение? Значи, природата на мојата работа, бидејќи сум судија, а сега
краток период сум во судскиот совет, морам да разговарам како легалист. Значи, да ги почитувам уставот и законите во Република Македонија. Во законот за судовите, важички сега постојниот, пишува дека во основниот суд Скопје 1 Скопје се формира специјализирано судско оделение за гонење на кривични дела од организиран криминал и корупција. Ето тоа е решение од 2007 или 2008? Тоа решение е законско решение. Со двотретинско мнозинство закон. Да, законот за судови е двотретинско, исто како и уставот на Република Македонија со двотретинско мнозинство. Вакво специјализирано оделение, согласно законот за судовите, ниту специјален суд не може да се формира со постојнава законска регулатива. Значи потребно е нов закон со двотретинско мнозинство, што би се потребна дало? е и измена, доколку се сака тоа да се направи, потребна е измена на законот за судовите. Како што е вметнато во законот за судовите, точно од 2007 ми се чини со измената на законот за судовите, е вметнато специјализираното оделение за гонење кривични дела од организиран криминал и корупција, каде што најтешките форми на организиран криминал и корупција се работат во тоа оделение. Исто на тој начин може со промена на законската регулатива да се формира вакво оделение. А кои се причините за инсистирање и за предлагање на вакво оделение, јас не можам да ги разберам од кој аспект. Значи, тие кривични дела, што ги гони, за кои што е надлежно специјалното јавно обвинителство. Значи, скратено вака го велам, многу долго е името на обвинителството, ќе изгубиме време. Значи, дел од досега тоа што знаеме, што е знанието и што е поднесено до судовите. Дел се во специјализираното судско оделение за организиран криминал и корупција, дел се во обичен полнолетен криминал и распределени на суди да ги работат. Зошто би менувале принципи и законски постулати на работење за различни форми на предмети, значи условно полесни, потешки, обвинителни предлози и организиран криминал и корупција предмети, да ги судат еден, двајца или тројца исти судии, тоа е прашањето. Значи, за распоредот на работа одговара соодветниот председател на суд, тој ја организира работата и е одговорен за своето работење и резултатите во работењето, ажурноста во работењето, резултатите на временоста во постапувањето, почитување на рокови, како се тоа е одговорен пред судскиот совет. Значи, пред судскиот совет, да, председателите на судови не работат предмети, конкретно, во поголемиот дел, туку се треба да видат менаџери. Дали може би идејата за специјално судско оделение се базира, односно тлее по неколку отровни стрели што си ги разменивте како судски совет со специјалното јавно обвинителство? Конкретно, вие протолкувавте неколку изјави на обвинителката Катица Јанева дека се директно мешање во работата на судиите. Таа од своја страна се жалеше на недоволна соработка со судиите. Па може би тука произлезе идејата да се формира специјално судско оделение. Какви ви се односите со СЈО? Значи, фактите. Немаме односи. Фактите. Зошто немаме односи? Пролетта, март, април 2016 година од нивна страна беше посочено дека ќе достават информации, докази и така натаму на пресконференциите што ги одржуваат, нема доставено ништо до нас. Средба. Не побарале да имаме со нив, по ниедно прашање. Значи не се обратиле ниту писмено, ниту усно до нас да се пожелат, да се пофалат или нешто да кажат во врска со работењето на судовите. Во ноември 2016 година, значи најавеното на нивните пресконференции пролета 2016 година, дека меѓу други лица и судии на управен суд, дека ќе бидат или се под истрага, беше заборавено до ноември месец 2016 година, кога беше започната постапка и пак на нивните пресконференции беше кажано дека ако не грешам, и за членови на Државна изборна комисија имаше и за 5 суди од управен суд. Тогаш јас одлучив да одржам пресконференција која што од денот на осознавањето немаше многу време, и намерата моја лично што беше прифатена од членовите на судски совет беше до првото сослушување на првиот судија
кој што требаше да се случи во петок, кој беше повикан во специјалното јавно обвинителство. Ние пресконференцијата ја одржавме во четврток. Зошто се одлучивме да одржиме пресконференција е многу битно прашање. Бидејќи представник од Американска амбасада имаше таму и потоа јас го повикав на кафе, мислам дека добро му објасни зошто ја одржуваме пресконференцијата. Затоа што и обичниот граѓанин, исто како и представникот од Американската амбасада ме праша зошто не го оставите обвинителството да работи. Значи, ние не се мешаме во работата на ниту едно обвинителство и не ги делиме дали е специјално, дали е редовно обвинителство. Меѓутоа, нашата организирањето на пресконференцијата беше затоа што, имајќи предвид зашто се именуваат тие петмина судии дека сториле некаков криминал, ние од увидот во целата ситуација и од разговори, и од предметното работење на судиите, видовме дека тоа е класично шиканирање од страна на специјалното обвинителство, затоа што ги гони, сака да ги гони судиите за нивно одлучување. Тоа е во Уставот е запишено дека никој нема право да влијае, да се меша во одлучувањето на судијата. Значи, во нивното постапување, согласно Уставот и законите, донеле некаква одлука која што била така завршена. Некому тоа не се допаѓало и тука сега започнува истрага. Од тој момент, кога беа повикани судиите на распит во специјалното обвинителство, до денес не знам ништо. Жалам што ништо официјално, значи не е доставено и не е побарано од нас. Тие од судови, точно е согласно закон, што и како можат да бараат, тоа е окей. Меѓутоа до нас како судски совет, дали сметаат дека не сме релевантни или што, мислам, јас немам проблем со тоа прашање. Меѓутоа повикот за несоработка не може да се гледа од едната страна. Меѓу другите ветувања, како во делот на реформите на правосудството, на новата влада е и државен јавен обвинител избран по предлог на опозицијата. Така барем се зборуваше кога Социјалдемократскиот сојуз беше опозиција. Ако може да ве дополнам со дополнување, по 2 години. Од почетокот на мандатот. Мислам дека... Да, што мислите за таквото решение? Сега, дали би било добро или не, тоа е предмет на анализа. Сметам дека може, доколку се измене законот за јавно обвинителство и така се договорат и одлучат сите чинители, кои што би одлучиле со мнозинство гласови, зошто да не, да е на предлог. Меѓутоа, не сакам да се гледа и не треба да се гледа ниту на јавното обвинителство, како што уште повеќе не сакам на судството да се гледа со политичка диоптрија. Значи, точно е дека јавниот обвинител на Република Македонија се избира по предлог на владата и нешто и принципи на разрешување се во таа насока и точно е дека тука може да интервенира владата и собранието на Република Македонија. А доколку обстојат на тоа ветување, не гледам формално правен проблем зошто не би можел да биде по предлог на опозицијата јавниот обвинител. Со специјалното јавно обвинителство рековте немате релации, какви ви се односите со Академијата за судии и обвинители? Во една ваша изјава, ако не се лажам, оценките за судството ги лоциравте, ги префрливте на адреса на Академијата. Велите, ние именуваме судии, вработуваме судии од редовите на Академијата, така е според закон. Какви кадри произведува Академијата, ние со тие располагаме. Не. Какви ви се односите со Академијата? Значи, тоа како што кажавте, мислам дека не е соодветно, дека ние сме префрлале евентуално вина или нешто на Академијата, такво нешто неам кажано. Не, прашањето е какви ви се каква е соработката? Точно е тоа дека регрутирањето за судии во основните судови оди преку Академијата за судии и јавни обвинители. Кандидати кои завршиле на ранг листа, па потоа согласно нашите доставени барања до Академијата за потребен број на судии и испразнување на судии во основните судови, ние ги пополнуваме судиските места. Значи, Академијата за судии и јавни обвинители е одлична институција, како концепт е извонредна институција, каде што на многу мерлив, принципиелен,
начин може со обука, значи 2-годишна обука има таму, дел теоретска од 9 месеци, потоа практична обука на сите кандидати за суди и јавни обвинители. Сложен е и процесот на приемен испит во самата Академија на суди и јавни обвинители, може би и многу повеќе од потребното обременет со законската регулатива, каде што на одлуки на комисија потоа одлучува управен одбор на Академијата, па согласно законот имаат право на правна заштита пред управен и виш управен суд кандидатите, и од тие причини, заради приговори и тужби од страна на незадоволни кандидати од нивното оценување, од Комисијата за прием и одлуките на управниот одбор на Академијата, задоцни започнувањето на обуката на академците, кој што започна од 1 март оваа година, требаше од претходната година да започне. И тоа, значи, во судството нема да направи проблем, затоа што ние би ги имале тие кадри по 2 години. Кога ќе завршат Академијата, што ќе дојдат, во овој момент немаме ниту еден завршен кандидат од Академија за суди и обвинители, што би можеле да го избериме во основен суд, во некој од основните судови да биде. Значи, кај нас не е горлива ситуацијата, ја следиме, имаме доволен број на судии во моментот да ја извршуваат. Колку вкупно судии има во Македонија? Значи, сега околу 560 судии, 550-560, по природен одлив имаме пензионирање и така, иако со систематизацијата, која што сега по завршување на оценувањето треба да направиме анализа дали е согласно систематизацијата на судиски места имаме на 600 предвидено, меѓутоа тоа не е проблем за функционирањето на судството, повеќе ни е проблем логистиката, материјално-техничките средства, IT технологија. Како поранешен судија од основен суд и поранешен апелацијски судија ве прашувам? Апелационен суд, така. Судиската функција во мирување. Ме додека сум член тука, така. Не сум поранешен судија на апелационен суд во мирување. Добро, сакав да речем како судија со искуство од основен и од апелацијски суд, ве прашувам за коментар во однос на тоа што некогаш најгласните критичари на мерката притвор, како таква, денеска во исто време се најжестоки критичари на судиите кои донесуваат ослободителни односно ослободителни одлуки во однос на барањето за притвор на специјалното јавно обвинителство. Имате ли коментар за тоа? Истите луѓе, истите граѓански активисти, истите правници, да, најповеќе адвокатите. Најмногу адвокатите кои велеа дека мерката притвор треба да се користи само во крајна нужност, а не како казнена форма. Сега истите тие бараат мерка притвор за одредени случаи. Да, треба и тие да се запрашаат кога биле искрени. Кога ги носеле денешните очила или вчерашните очила, со друга диоптрија, значи ги гледаат работите. Сосема е различно кога некое лице е инфлагрант и на лице место фатено во извршување на тешко кривично дело и така натаму, каде што сега и одма или со наркотички средства или убиства, тежок криминал, па треба да се определи мерка притвор и се предлага таква мерка. Тоа е едно прашање и една состојба која што создава услови дали судијата ќе изречи мерка притвор или не. Меѓутоа, во конкретниот случај, сите реакции на таа јавност, особено адвокатите, кои што реагираат зошто и специјалното обвинителство, зошто судот не изрекува мерка притвор, се однесува, знаеме, за предмети формирани од страна на специјалното јавно обвинителство, кои што се случиле пред 3, 4 или 5 години. Крајно, доколку се што сакале да прават криминал дополнително, ако направиле тие лица осумничени, да бегаат од државата, ако украдиле големи пари, може, секој може, доколку има пари да исчезне на земјината топка. Значи, сите тие лица имале многу можности и начини да избегаат од лицето на правдата. Значи, пред околу половина година, слична изјава имам дадено, и сега, еве за среќа, можам да ја повторам. Во ниту еден случај до сега не се покажа дека судот погрешил, ако можам така да кажам, во неопределувањето или определувањето на мерката притвор. Ниту едно лице кое што од судот е одбиено да биде ставено во притвор, до сега не ја напуштило државата, не се дало во бегство,
а за влијание за другите два услови од Законот за кривична постапка не може да разговараме, затоа што се товарат за кривични дела кои што евентуално ги сториле многу пред повеќе години. Значи, единствено, според мене стои можноста да се дадат во бегство. Сите тие лица досега се тука, така што оправдана е одлуката и во праксата се оправдува досегашната одлука да не биде определен притвор. Од друга страна, пренагласено и неаргументирано е нападите дека тоа што сакала полицијата или во соработка со обвинителството, се судијата става во притвор без да праша. Значи се работи за најтешка форма за обезбедување на присуство на лице во кривична постапка. Значи не е казнена мерка, притворот, не сме така да се свати. Значи јавно сме имале реакции како судски совет дека не треба транспарентност при апсење, да има приставање на лисици, приставање во притвор, ставање на име, презиме и така натаму. Се заради заштита на презумпцијата Заштита на презумпција на невиност, интегритет не само неговиот личен, интегритетот на семејството, интегритетот и на судството. И самите медиуми треба да внимаваат кога кажуваат или пренесуваат такви информации. Значи, секогаш, секој судија, верувајте, значи јас како кривичен судија сум ставал по многу пати лица во притвор, значи треба квалитетни информации, факти и докази со кои што дотогаш располага јавното обвинителство да ми ги достави, за да јас ја определам или да одлучам дали ќе определам мерката притвор. Значи, круната на јавно-обвинителската работа е не на судот, работата е да ја цени сите докази и факти, да ја утврди вистината и да донеси соодветна и законита одлука. А доколку обвинителот поднело обвинение, круна на неговата работа е лицето осудено. Согласно кога поднело обвинение и натаму го застапува обвинението, а не е круната некој да биде ставен во притвор. Значи, доставете секојаш судите викат, доставете квалитетни докази, согласно устав, закон, да не се спротивно на член 12 од Законот за кривичната постапка, незаконити докази против устав и меѓународни акти. Во законите контрадикторна постапка ќе се одлучи и никој за кој што има докази не може да остане надвор од санкционирањето. Господин Караджовски, ви благодарам што ова неделно попладне одвоивте време за да ги споделите со јавноста вашите размисли. Имате на крај само накусово во една реченица како да се зајакне капацитетот на македонското судство? Благодарам на поканата. Значи, еве на крајот би сакал, бидејќи сега ноќеска е избрана новата влада на Република Македонија, односно пред неколку дена, се надевам на добра соработка, особено со Министерството за правда и со министерот за правда, затоа што тој е член на судскиот совет. По функција е член на судскиот совет, тоа не е најбитно, без право на глас. Побитна е соработката со министерот и со Министерството за правда во реализацијата на меѓународните проекти кои што одат преку Министерството за правда. Ние се бориме за да имаме соодветни ресурси за да можеме повеќе самостојни да бидеме во реализацијата на тие проекти, дека ќе бидат разбрани потребите на судството од овој аспект и дека ќе најдеме и на разбирање уште поголемо и од министерот за финансии во однос на материјално-техничките средства кои што нужно преку обезбедување на солидна финансиска основа е потребна за да се унапреди работењето на судовите, поквалитетно да се работи и судовите да бидат поажурни и поефикасни. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Се гледам идната седмица во истото време. Останете на ТВ Нова. Пријатно попладне.